Сакам да кажам дека скоропослушница е единствен примерок во нашите редови и така да уште некни се случи едно чудо сега за кое што дали ќе имам време да го објаснам. Накратко. Бидејќи во Добрејци се случи еден човек, сега да не му откривам името и презимето, го имаме ни запишано чудото. Чул по новините, по вашите телевизии дека ќе се случи тоа, ќе дојде брзопослушници и така натаму. Ние имаме страхуваме оти таа политиката често пати ни меша работите. Се плашевме јас и владиката да не ни ја запрат на границата и нема да не ја пуштат. Оти во политиката се знае да се направи нешто, иако тука илјадници народ чекат, можеше да кажат не може, готово крај. Меѓутоа Пресвета Богородица тоа го и тоа ни го возможи да дојде. Со неа дојде еден прекрасен човек, отец Филотеј, кој што е проигумен на духјарската обител, на духјарскиот манастир, и така да голема беше радоста. Сакам да кажам за чудото. Човекот чул и си прозбориле вечерта со домаќинката, утре ќе одиме ли невесто, ќе одиме. И така да си ручале, ама има време, 1 сатот, и он подзамигнал малку, на тоа замигнувањето, тоа дали било 5 или 3 минути, колку е било, му излегува една невеста, облечена во бела облика и му вели: ела да ме свалиш од колата. Ти само треба да ме свалиш. Вика, и во тој истиот момент јас се разбудих и викам: невесто, ние забориме нешто, сега една невеста така и така ми кажа. И она вика: да, треба веќе 12,5 сато треба да одиме. Оттаму се заберуват и одат, огромна маса на народ, сите таму чекат и они чекат. И таман врте колата, од толку многу народ, баш ќе помине патеката на колата да ја донесе Богородица, да ја донесе иконата, баш до него. И сега сите деца, тие што се определени за тоа што го дига, за кој што многу им благодарам, што го донесеа, истиот голем дар од Света Гора и од Грција, и сите дигат, ама треба помош уште мажи. И му викат некој од тие што дигат, што се задолжите, му викат: ама што чекаш, момче, земи, дигај ти. Јас, вика, со сета сила, имах таа среќа да ја фатам Богородица од колата и да ја извадам. И после ми текна, вика, на мене, оти невестата, јас ја пречеках во моите раце. Зарем тоа е лажа? Зарем тоа не е вистина? Он ја пречека на вистина невестата на сите невести. Невестата која што ни ги красе срцата на сите нас. Сакам да кажам дека чудото на Пресвета Богородица и еднос ќе доаѓат. Најавувам дека, значи, секој ден ќе биде отворена иконата, изложена во сред црквата, во сред храмот на Свети 15, и ќе остане тука за век и веков и ќе биде дар на Струмица. За нас, ние ќе си одиме, за нашите деца, за нашите внуки и внуци и за нашите идни поколенија. Тоа ќе е реток дар. И тие сите работи, тие сите нешта се случија точно кога ни треба.